Здраво, Давид. Како си? Здраво. Одличен, еве, малце на прослава. Вака ти се јавуваме по повод една изјава што ја добивме денес ексклузивно од твојата бивша пријателка Марија Луиса. Па би сакала да го слушнам и твоето мислење. Таа за тебе изјави дека не си повеќе пријател и дека за мртвите се најдобро. Ја прашав дали ти за нејзи си мртов, она ја повтори таа реченица. Како го коментираш сето ова? Греот е тоа што ќе го слушаат и што ќе го видат многу луѓе кои што за жал изгубеле некои своји блиски роднини, пријатели. Мислам дека зборот мртов е синоним за нешто многу тажно и греот е кога жив човек ќе се наведе како синоним за мртов ако веќе скаран со таа особа. Навистина ми е многу жал што девојчето Марија Тодоровска го користи тоа безобразно нешто. Таа изјави дека сте се скарале за глупости, не кеше да открие конкретно причината. Дали? Затоа што се срами да открие. Те молам, кажи ни ти која е причината. Јас сум го кажал многу пати, знаете како живееме во време невреме во кое што има сега најмногу завист. Јас, иако Марија од мене постара 10 години точно, јас многу ја сакав, многу и помагав, бевме премногу блиски и за жал македонскиот синдром во кој што владе зависта и љубомората и се една така, не доведе одредени фактори да се скараме, тоа е луѓе кои што ни завидува нашата прекрасна дружба, збореле глупости, така натака. Што се лага. Јас Марија премногу ја сакав, ја сметав многу повеќе за другарка, ја сметав за сестра, се кажував, многу мои тајни су ми кажал, како и таа неизини што ги знам јас, и кои што секогаш останале онака врежани во мене и кои никогаш нема никој да ги дознае. Така да, многу ми е жал што Марија тоа го рекла дека за мртвите се најдобра. Жал ми е што го користи тој таа метафора, таа компарација за жив човек, а тоа сум јас. Тоа е навистина жално и болно и не ќе служи на чест. Инаку со Марија онака стварно би седнала онака убаво во некој убав кафич да се направиме моабет и мислам дека со нејзе би се смирил за 5 минути затоа што ништо нема страшно. Онака буквално ни таа ми направила зло, ни јас сум ми направил зло, онака се сакавме, се почитувавме, но трети лица кои што не мразија и ни завидуваа се вклучија во нашата пријателска врска и за жал не скара, за тоа е крива Марија, затоа што Марија верува на глупости. Повторно не ја добив конкретната причина зашто се имате скарано. Па се надевам дека не си глуба. Затоа што не сум глуба општо, така ми го вртите и двајцата прашањето по затоа што не ја ти кажам истината. Трето лице небитен фактор, значи не е дел од естрадата, да беше дел од естрадата, ме познавате мене, јас ти кажав одма како од пушка. Но тој е човек кој што на вистина е обичен човек, кој што нема никаква поврзана со естрада и се обиде да не скара. А кој ве скарал? Кој е третото лице? Како што кажав, за човек кој што не е од естрада, немам право да зборувам, затоа што можеби не сака да биде вклучен во естрадните води. Дали е бивши дечко на Марија? Не, далеко од тоа, се работи за хомосексуалец, не може тој да биде дечко. А твој? Мој пријател никогаш не бил. Затоа што јас со лоши пријатели не се дружам. А бивши партнер? Ти знаеш моментално со кого зборуваш со телефон? Да, секако со Давид. Со кого зборуваш? Знаеш ли кој е Давид Давидовски? Да, секако знам. Кој е Давид Давидовски? Водител, човек, шоумен, кој што е познат по социјалните медиуми. Меѓутоа во случај дали ти некога си гледала емисии, интервјуа, гостувања, пишани медиуми на Давид Давидовски, дали си читала? Давид, јас поставувам прашање во овој случај. Јас сум ти колега кој што е многу поискусен од тебе, така да ако ти веќе мислиш дека мене можеш да ме наречеш хомосексуалец, јас тогаш можам комотно од тебе да се извинам на продукцијата и да ти спуштам телефон. Така ли, девојче, како и да ти беше името небитно, но Давид Давидовски не можеш да го наречеш и да го конкретизираш како хомосексуалец. Ова е лична навреда за мене. Давид, јас само те прашав, не те навреди воопшто. Не може да прашаш човек, тоа е да праша го, например, некој друг, конкретно некој друг водител или пејач, дали ти беше тебе дечко. Го прашав ММС Стојан завчера, па тој одговори како што одговори, нема ништо лошо тука во ова. Твојот одговор може да биде позитивен и негативен, тоа е твое право. Моje право е да прашам. Твое право е да прашаш, а не да конкретизираш. Јас знам дека немаш лоша намера, но не сакам да конкретизираш.
Добро, Давид, во ред, ти благодарам на одговорот. Еве нека ти биде ексклузива следново, дека со Марија нема ништо зло, нема ништо меѓу нас, нешто што е многу страшно или сериозно, туку онака стварно би сакал да се смирам со Марија, затоа што мирот е нели најважен фактор за онака за вистинско уживање во животот, така ли е? Така е, Давид, потполно се согласувам со тебе. Ти благодарам многу на одвоеното време. Фала ти. Поздрав.